Лидерот на ДУИ Али Ахмети не гледа пораз по првиот круг на локалните избори, напротив смета дека најдуи се победници на овие локални избори. Не се повлекувам од челната позиција, порача Ахмети, претходно подршка добие од првите соработници Џафери Беџети и Дурако. Пресконференцијата на ДУИ заврши пред малку и таму е колегата Петар Догов. Повели Петар, те имаме волинковско вклучување со деталите од седницата на претседателството на партијата. Да, токму така заврши состанокот на Централното претседателство на Демократската унија за интеграција. Овде во централното седиште во Тетовска мала речица. Состанокот не траеше ниту еден час, некаде 50 на минути по почетокот на истиот не повикаа да влеземе внатре и заедно со партиските функционери кои што се уште не беа заминати од седиштето ја проследивме пресконференцијата на лидерот на партијата Али Ахмети, кој што зборуваше за изборниот резултат, што всушност било и главна тема на состанокот на Централното претседателство на партијата. Ахмети оценува дека изборите биле позитивни за ДУИ, вели дека тие се апсолутни победници на истите, а тоа го аргументираше на неколку начини со бројот на освоени градоначалнички позиции, советнички места, а главна аргументација му беше бројот на освоени гласови, односно 30.000 гласа повеќе од директните опоненти во албанскиот политички блок, односно од Вреди. Неизбежно беше прашањето за Ахмети и дали тој го чувствува како политички пораз тоа дека ДУИ не успеа да освои градоначалнички места во некои од главните општини за етничкото албанско население во Македонија, како што се Чаир, Сарај, а кандидатот на ДУИ во Тетово губи, но таму ќе се одржува и вториот круг, но Али Ахмети негира, вели Али Ахмети не губи на избори. Но овде слушаме изворно од неговите поенти на пресконференцијата. Националната алијанса за интеграција со 159 советници кои сме ги добиле на овие избори. Друштвото од Газиместан Вреди. Тие освоја 91.000 гласови. Со вкупно советници 122. Дали е победник некој со 114.076 гласови или тој што има 91.000. Дел од медиумите на албански јазик вчера лиферуваа непотврдена и неофицијална информација, односно тврдење дека лидерот на ДУИ Али Ахмети размислува за политичка пензија, односно оставка од претседателската позиција на партијата, а денеска неизбежно беше и тоа прашање за лидерот Ахмети, што тој го негира, вели зошто би си заминал од позицијата кога 25 години наназад никогаш немам изгубено на избори, додека го одговараше ова прашање, мафташе со листовите на кои што беа напишани и изборните резултати од локалните избори кои што се одржаа на 19 октомври. Повеќе за ова слушаме од продолжение. Дали слушате кој победил? Зошто да се повлечем од политиката? Дали ги сакате резултатите? Одете во ДИК и ќе ги верифицирате. Ако можете да видите за 25 години дали имало еден пораз на Али Ахмети. Тоа ќе се повлече. Еве ги фактите, еве ги доказите, повелете ги. Како што кажав, овде во Тетово ќе се одржува и втор круг, односно Билјал Касами од Вреди и Бајрам Реџепи од ДУИ повторно ќе ги судрат копијата на 2 ноември. Претходно коалицијата Влен, односно Вреди, одржаа пресконференција во центарот на Тетово на плоштадот, каде што беше пренесена пораката за голема благодарност до сите активисти на партијата за тоа што успеале да донесат предност. Оценуваат дека нивната понуда била најприфатлива, во вториот круг велат очекуваат поубедлива победа, односно народот да одлучи која понуда е подобра, а не да се занимаваме со теми кои немаат врска со локалните избори. Ова е дел од тоа што го кажа Билјал Касами на пресконференцијата која што се одржа пред 1 час на плоштадот во Тетово.